Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во август 2021 во однос на август 2020 година се зголемила за 4% и сега таа изнесува 28.642 денари, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Според податоците, реалната нето плата се зголемила за 3,1%. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите стручни, научни и технички дејности за 14%, објекти за сместување и сервисни дејности со храна за 13,4% и други услужни дејности за 12,6%, информира од Државниот завод за статистика. На високи нето плати од 73.805 денари во август зеле компјутерските програмери. На спротивната страна, најнизок просек на плата од 16.404 денари, која е исплатена, е во заштитните и истражните дејности. Првиот човек на Сојузот на синдикатите на Македонија, Дарко Димевски, вели дека и понатаму обичните работници земаат најмали плати и едва врзуваат крај со крај. Тој смета дека владата ќе мора да размислува на зголемување на минималецот, бидејќи континуирано цените растаат. Во гостувањето на утрински брифинг тој одговори дека е доставено барање до владата на Република Македонија за зголемување на минималната плата за 60%. Колективниот договор ни нуди повеќе видови плата. Ние доставивме барање до владата каде што бараме минималната плата да изнесува 60% од просечната плата. Просечната плата расте, тоа е добро, но минималната плата се усогласува секој март. Треба да ги следиме светските трендови во се, па така и во платите. Истакна во утринскиот брифинг првиот човек на Сојузот на синдикатите на Македонија, Дарко Димевски.